Почитувани гледачи, уште едно издание на емисијата Виспорт од вечерва во нов термин од 20 часот и 30 минути секој вторник на програмата на канал ВИС. Во ова издание целосно се посветуваме на најавата од фудбалскиот клуб Беласица за и околу стадионот кој што се најавува дека ќе се гради и се разбира она што беше актуелно на пресконференцијата од страна на првиот човек Славчо Васков Пинда. Во меѓувреме, неговиот тим Беласица го претрпе и петиот пораз претрпе и фудбалерите на Академија Пандев, од чии редови стратегот си поднесе оставка и се бара нов тренер, кој што ќе ги предводи пандевци на мечот против Шкендија. Кусо информираме дека екипата на Астраион од Струмица во градското, односно во меѓуградското дерби од првото коло од Суперлигата славеа победа со 34-33 против Радовиш, а младосот Богданци со 27-25 славеа победа над Тиквеш од Кавадарци. Стартуваше новата ракометна сезона секако, а во продолжение, како што и најавивме, за околу стадионот Благој Исатов што се планира да се гради, иако првиот човек на клубот Славчо Васков Пинда не прецизираше кога ќе почне да се гради и од каде ќе бидат обезбедени 25 милиони евра потребни за новото руво на стадионот Благој Исатов. Прво да кажеме за клубот. Клубот постои веќе 98 години. ФК Беласица е еден од најстарите клубови во Македонија. Може да се каже и меѓу најуспешните клубови во Република Македонија. Успесите кои ги има направено ФК Беласица во текот на овие 98 години се познати на сите. Најголем белег има оставено времето кога Благој Исатов ја има водено екипата, кој се враќа од како играч од Ултрах во својот матичен клуб. И тука се направи најголемите успеси. Беласица има играно во втората Југословенска лига. По тоа е и познат клубот. Насекаде, каде и да се движам сега јас во овие простори, ФК Беласица познават сите. Многу битен момент е тоа што клубот има во неговата историја многу и падови и успеси. По преземањето на клубот од страна на мене пред 5 години, клубот беше во лоша ситуација. Да не кажам, сите мислеа дека клубот има шанси да сгасне. Во овој период пред 5 години клубот преговараше да го откупат или да го земат Академија Пандев во тоа време, меѓутоа не успеа, не се договорија за ова. И во последен момент, јас како дел од стадионот го држев овој ресторан и во една прилика мојот адвокат Ване Андреев ме повика и рече: дојди, може да поразговараш, може да го преземете клубот, пошто клубот поранешниот собственик не сака да го води повеќе. И така отпочна ова сладка приказна за мене. Клубот го преземавме, да го водиме, веќе 5 години го водиме. За сега може да се пофалиме дека добро ни води, пошто сите знаеме дека еден фудбалски клуб да се води треба многу финансии, време, трпение за да се постигнат првите резултати. Јас како прв човек на фудбалскиот клуб, како председател на ФК Беласица, се дадов целиот, значи 24/7 работеме и работевме овој период и ќе продолжиме уште да работиме за клубот, за да го подигнеме на едно високо ниво каде што заслужува. Моментално
успесите кои ги има направено ФК Беласица се гледат, може еве во кратки црти сами и да ги видите и јас да ги набројам. Клубот кога го преземавме немаше електрична енергија, може да кажем дека беше оставен на забот на времето, да не кажем целосно уништен. Сега во моментот стадионот Благој Статов значи за еден од најдобрите, ако не и најдобар во Република Македонија. Имаме одлична инфраструктура, имаме рефлектори кои работат, ги исполнуваме сите услови за меѓународни надпревари. Клубот моментално е во прва македонска лига. Успесите кои во периодот од 5 години ги правиме заедно сите, мојот стручен тим околу мене, начело со мене, се гледат и се позитивни. И после 5 години мислам дека нема во Македонија некој кој може да каже дека ФК Беласица не е успешен клуб. Затоа, пошто имаме клуб со традиција, имаме одлични резултати во овие 5 години и затоа се решивме да направиме сега уште поголем чекор, како пример да биде за останатите фудбалски клубови или спортски работници во Република Македонија да превземат, ова нека биде пример, да можат сите да превземат некој таков поголем чекор во интерес на спортот, во интерес на градот, во интерес на цела држава. Околу проектот, малце да позбориме, значи станува збор за еден проект кој треба да биде, да не кажам, еден голем споменик во Струмица. Проектот е така дизајниран и направен да може градот да се пофали со него. Проектот е проектиран по сите УЕФА и ФИФА стандарди во соработка со ФФМ. Проектот е практично доградба на започнениот проект од времето на Ванчо Таковски. Оваа трибина каде сега што го правиме пресот за презентација на проектот е постоечка и ќе остане во проектираниот план. И според оваа трибина и висините и ширините се направени сите други трибини. Проектот е така направен да може во него да може да има и други содржини кои би ги користиле граѓаните на град Струмица и спортистите нормално. Проектот се наоѓа во центарот на градот, во срцето на паркот. Имаме одлична инфраструктура или добар влез или побрзо да дојдете до стадионот. Значи, ова како проект за градот е многу битно, многу важно, да може да се стигне лесно до стадионот и брзо да се дојде до него. Проектот е направен по стандардите на сите моментално светски трендови и многу битно е тоа што е направен енергетски да биде ефикасен. Зошто го зборувам сега тоа? Затоа што овој објект е предвиден да може во него да има и други содржини кои би во иднина произведеле некакви пари за да може клубот во иднина да се само инвестира. Вакви проекти по светот има многу и тука во Европа, каде што на некој начин фудбалските клубови си се само инвестираат или се заштитуваат да не мора да барат
големи спонзори, да можат барем сами по себе да можат да се одржават. На овој дел имаме многу време потрошено да биде значи енергетски ефикасен, што значи тоа да не троши многу електрична енергија, да не троши за грење, за ладење, се направени посебни системи, што е доста интересно. И најважното од се, проектот е направен по најновите и најновите УЕФА стандарди кои ги барат сега. Имаме позитивни информации од УЕФА, значи проектот е донесен прво до ФФМ, ФФМ го имате испратено до УЕФА. УЕФА сега моментално го разгледуваат и чекаме при крајот на месецот да ни дадат одговор дали треба уште нешто да се измени во проектот, за да може имаме простор да го довршиме и потоа почнуваат преговорите со општината и со владата на Република Македонија. Овој проект за мене значи многу, ќе значи многу за градот, ќе значи и за државата. И со овој проект можеме да ги поттикнеме и другите клубови, не мора да се само од фудбалот, и од другите спортови, да можат да инвестират, зашо да не да се почне да се инвестира повеќе во спортот. Јас толку би имал за сега да кажам. Ако имате некои прашања, новинарите може да поставувате, па ќе ви одговарам. Да прашам, не спознах со нови проект за колку ќе биде капацитетот со сполучение за гледачи, значи колку е капацитетот за гледачи? Да. Овој проект, кога е проектиран, пак бараме параметри од другите стадиони кои се градени по светот. Обично капацитетот на гледачи го стават према градовите колку се големи. И негде треба да се движи капацитетот негде од 8 до 10%. Нашиот град го сметаме ние околу 40.000 со се села од 80 до 100.000. Значи ние имаме предвидено 8.000 столчиња да има на стадионот. Благо Истаков. Да, по новиот проект треба да има околу 8.000 столчиња. Може да бидат 200-300 или горе или доле, меѓутоа со оваа бројка од 8.000 столчиња ги исполнуваме и категориите кои ги бара УЕФА 3 и 4 за меѓународни надпревари кои може да се одигруваат на нашиот стадион. Значи репрезентациите ќе може со овие гледачи да ги одиграа овие надпревари овде. Кој ќе биде бенефитот на градот од овој проект? Па овој проект ако го изградиме, да го донесеме во завршна фаза, тој ќе биде, може да кажем, главна фигура во градот, пошто ќе биде така направен, импозантен и интересен и во него ќе има доста содржини. Градот ќе има многу бенефит од него. Граѓаните на град Струмица први спортски ќе бидат задоволни поради повеќе причини. Ако ние го имаме овој стадион изграден таков како што ми е замислен или како што е по проектот направен, тој сам по себе ќе се финансира. Знаете сите дека во фудбалот финансиите се најголем проблем, барем за кај нас туку во Македонија. Ако Беласица нема финансиски проблеми, сигурно ќе биде во врвот на лигата. Ако бидеме во врвот на лигата, ќе бидеме или Лига Европа, или дај Боже, може да станеме и шампиони, па да играме и Лига шампиони. Така да, во прв момент, граѓаните на град Струмица ќе бидат задоволни од Беласица, од нивниот клуб или гордоста на Струмица, како сите што милуват да кажат, ќе бидат задоволни од клубот како најпрво, значи ќе имаме собствен клуб кој ќе излегува во Лига Европа, Лига шампиони, ќе се врати народот на стадионот, ќе има навивачи
Таа е првиот бенефит. Меѓутоа, на самиот стадион ќе има замислено неколку други помали проекти, кои исто така ќе може да ги уживат граѓаните на град Струмица. Значи имаме во него замислено и спортски центар, во кој има замислено 2 базени затворени, има 2 сали, една со вешачка трева, една со пархет. Практично ќе можат да ги користат и другите клубови или другите спортски клубови низ Струмица да ги користат овие бенефити. Дали има направена, мислам, за овој проект за реновирање до градовата на стадионот, колку тоа првична пресметка, колку тоа би изнесувало приближно, точно, не може да се направи некаде Да. првична, Овој, приближна, да, разбрах. колку се очекува. Овој проект е идеен проект, значи не е готов проект, не е краен проект, ова е идеен проект. Во идејниот проект, значи има простор уште да се менуват и површини, и да се надградува, да се намалува и така натаму. Меѓутоа, по оваа квадратура од прилика која имаме во моментот на овој проект, би коштал повеќе од 25 милиони евра. Колку идејата е поврзана со прославата на 100 годишнината на Беласица? Има ли можност да се разберем? Да, одлично прашање. Овој проект треба да биде круната на ФК Беласица за постоењето од 100 години, баш и затоа сега и го промовираме, затоа што Беласица 2022 година ќе слави 100 годишнина од постоењето и овој проект може да биде круна на оваа голема историја која има направено Беласица за нашиот град и за фудбалот во Македонија. Како се можности да тоа да ги определени? Барем почет. Сега во моментот, пошто главна иницијатива за поттик да можем да го почнем да го проектирам овој проект, ми дојде советникот на Зоран Заев, Даниел Димовски, кој е советник за спорт и ми ги даде новите измени во владата на Република Македонија за спортските објекти, каде што даваат можност да може стадионите или другите спортски објекти низ Македонија да направат или да си ги откупат стадионите, или да направат јавно-приватно партнерство, и трета можност, доколку договорот ти е истечен или сакате нов договор да направите со државата, има и таква можност. И во тој разговор со него, тој рече дека имаш 2 опции, пошто ја разгледа инфраструктурата која јас ја одржавам и ја имам изградено во моментот, и во разговор со него тој ми предложи дека најдобро би било или јавно-приватно партнерство, како например во Струмица Глобал што е направен, за да може да направите компарација, или може да си го откупаш стадионот, тоа е земјиштето, пошто ова се што е изградено на стадионот е изградено од ФК Беласица, и на таа основа со добар проект државата може да ти даде бенефити, да ја откупите земјата по ефтини пари, општината може да помогне да ни даде подобри цени по метар квадратен за комунали, и во тој дел мислам дека можеме да успееме. Да се надобрзам, овој проект кој што е за поздравување, прво прашање кој го изработил проектот, ако може да ни го откриете, или ако сакате. И второ, се надобра за солисте, сепак стадионот е земен под концесија на 30 години. Да. Што планира Тим да го откупи и да го прави, или да оде по јавно-приватно партнерство? Кога е по пат на јавно-приватно партнерство, тогаш не треба и главата да биде дел од овој клиент.
што планира Пинда. Ова е убав проект, дефинитивно. Стадионот е под концесија, стадионот е под на концесија на ФКБ Латица врху 30 години, кои што најверојатно дека се троши тоа време. Рековте Даниел Димански кажа дека може јавно-приватно партнерство да го откупите. Што планира Пинда, бидејќи ако купат јавно-приватно партнерство, секако дека треба да бидат инволвирани и главни структури, односно државата ќе е собственик на објектот. Значи, вие прво, тоа ме интересира, дали планирате да го откупите? Да. Проектот го има изработено Владимир Ѓорѓиевски, архитект од Скопје. Има изработено повеќе такви големи проекти низ Македонија. Значи, еден од, за мене, подобрите архитекти во Македонија. И околу ова сега, околу откупувањето. Моја замисла, моја цел е да се откупи земјиштето. Зошто? Затоа што Беласица е веќе на оваа површина, рековме пред малце, уште малце 100 години. Како фудбалски клуб Беласица, инвестициите кои ги гледате овде се нејни, значи сите инвестиции кои ги има направено, кои ги гледате овде на стадионот, се инвестирани од ФК Беласица или во најмала рака ги има донесено ФК Беласица, пошто има инвестиции од ФФМ, УЕФА и така натаму. Тие не се државни институции, па нели некој да каже ФФМ или УЕФА го изгради, него Беласица е допринесела за да дојде таа инвестиција овде и на некој начин целата инвестиција која имаме на стадионот е направена од ФК Беласица. И сега, пошто нели во воведниот дел јас спомнав во моето водење на ФК Беласица дека имам успеси направено и јас се сметам за успешен и затоа сакам и барам од државата да ми се овозможи ФК Беласица, по примерот, еве, например, како Горан Пандев, да си го откупи земјиштето и да си влезе само во инвестиција и да си направи сам собствен стадион. Овој пример го имаме на многу места на секаде по светот, така да не е ништо ново. Ево, се пак е под концесија. Да. Околу концесијата, ФК Беласица има концесија до 2037 година. Концесијата е исполнета до крај, значи мислам условите кои ги бара државата за концесионерот за ФК Беласица за да се ја одржи концесијата се исполнети и многу повеќе од тоа. Сега, пошто имаме уште 17 години од концесијата, ние сме на пат, на бараме да ни се овозможи да си го откупиме земјиштето и да си продолжиме да изградиме еден велелепен стадион за Струмица, за граѓаните на град Струмица и ова ќе остане во Струмица. Никој ништо не земал со него, сите кои што нешто направиле во спортот и го оставиле овде, како и досега пред мене кои биле Ванчо Таковски и Благо Истатов, сите кои створиле и играчи и инфраструктура за клубот, ова останува. Едно прашање околу единиот проект не успеа да се бележат северната, сега не знам, овие новите монтажните трибини ќе бидат отстранети, па ќе се гради тврда градба и она дали ќе биде подигнат уште по она што го гледам дека ќе има двокатно барем по сликите што забележува. Да. Ќе бидат отстранети кои што нели и беше факт дека се донесува за репрезентацијата кога играше овде. Да. Овие трибини кои ги гледате, освен ова, се друго што има на стадионот, сите објекти ќе бидат отстранети. Овие две трибини за кои сега зборувавте, тие се монтажни, така да многу лесно може да се демонтират и во соработка со општина Струмица, доколку ние стигнеме до готов проект или дозвола за градба за новиот проект, ние можеме да ги демонтираме во соработка со ФФМ и општина Струмица и да ги ставиме на вешачкото игралиште. За тоа исто значи и за рефлекторите кои ги имаме, пошто овде во новиот проект нема рефлектори на столбови, значи самите рефлектори ќе бидат по венецот горе на самата конструкција.
така да ќе може да се демонтират и рефлекторите и трибините нови кои се ставени, а треба да отпаднат старата трибина која е изградена 52 година и старата соблекувална која е изградена 79 година, кои да не кажам и се руинирани во моментот, не се баш како што треба. Не функционира, значи треба тие и така да се отстранат. Почитувани, тоа беше се во ова издание на емисијата Виспорт. Гледајте ни следниот вторник во 20 часот и 30 минути. Секое добро.